29 февруари е 60-тиот ден во годината според Грегоријанскиот календар. Го има само во престапна година. Месецот февруари има дополнителен или така наречен престапен ден на секои 4 години. Ова е практика што постои од 1582 година поради едноставна причина. На земјата се потребни приближно 365,25 дена за да направи круг околу Сонцето. Дополнителниот ден во февруари е додаден бидејќи времето што е потребно на нашата планета за цел круг околу Сонцето не може да се заокружи на прецизен број денови. Без тие дополнителни 5 часа, 48 минути и 45 секунди во патот на Земјата околу Сонцето, кои ги нема во календарот на една обична година, би се смениле годишните времиња. Календарот би се оддалечувал од соодветните годишни времиња и по одреден период би имале зима во мај, па дури и во јуни. Токму затоа, речиси секоја земја во светот го користи Грегоријанскиот календар, кој во себе има престапна година. Според World Atlas, 10 земји не го користат Грегоријанскиот календар. Околу 5 милиони луѓе широм светот се родени на овој ден, па својот роден ден можат да го слават или на 28 февруари или на 1 март, кога годината не е престапна. Беше тоа на 29 февруари 1912 година, кога е склучен договор помеѓу Србија и Бугарија за поделба на Македонија. Скопје се наоѓало во спорна зона за која решение требало да даде арбитерот рускиот цар. Беше тоа на 29 февруари 1920 година, кога е роден Благој Страчковски, македонски народен херој, учесник во народно-ослободителната борба. На 11 октомври 1953 година, со одлука на председателот на Социјалистичка федеративна република Југославија, Јосип Броз Тито, бил прогласен за народен херој. Неговата активност била забележана, па на почетокот од 1940 година станал член на СКОј, а на крајот од годината станал член на Комунистичката партија на Југославија. Благој на прашањата на бугарските војници за партизаните возвракал со молчење. На 13 јануари 1943 година, во еден миг Благој само извикал дека победата ќе биде на страната на партизаните. Кога го слушнале ова, разбеснетите бугарски војници Благој жив го закопале, а потоа го откопале и го исекле на парчиња. Кавадарчанката Славица Димова Вареловска е меѓу ретките во Македонија што со нетрпение го чека 29 февруари, односно годинава со 32 години и ќе има 8 свеќи на роденденската торта. Кога годините не се престапни, роденденот го одбележува на 28 февруари. Но никој од моите блиски не го признава тој датум за роден, па и честитат дури на 1 март, открива дипломираната економистка.